Ветувањето дека ќе заборави на Северна тешко се исполнува, но никој не памети дека било речено ти нема да се спомнува ниту Македонија. Сериозните и сложени државнички обврски изгледа дотолку ја навјаса председателката, што може би подзаборавила, како што тешко се сеќава кој ја придружувал на последното патување. Со мене беше надворешниот советник, со мене беше, ајде подсетете ме, значи надворешниот советник, еден човек од обезбедувањето беше. Во меѓувреме, нашите надворешно политички коментатори не се занимаваат со видоизменетите македонски позиции, туку ги решаваат светските проблеми. Не баре се свекници во спалните соби на светските лидери, тие однапред знаат дека Бајден ќе победи и дека Джил ќе успее да му направи притисок за Хантер. Кога ќе поминат изборите на 5 ноември, он ќе го амнестира синчево, ќе рече, па жена ми плаче цел ден, морам да го амнестирам. Кај нас се најавува амнестија, додека се случи, затворите мора да функционираат. Најчесто како duty free шопови. Изборот на стока сепак е лимитиран и не може баш да се најде се, освен ако не биде побарано. Дрога не. Мислам, командирите дрога не у нас. А за телефони, за ракија, у нас други некои си работи што треба. Се гледа дека си постои систем кој дава резултати. Секој си ја знае работата и нема никаков судирни ингеренции. Надвор е малку поразлично. Може да ви изедат змии и да ве грицкаат глувци, бидејќи никому не му е јасно кој е одговорен да го реши проблемот. А за во решение да преземе општината кои се надлежни. Пастерицата, што е неизино, ќе продавали. Па доколку не можат, нека тражат чаре нешто, во не со години е 30 години е вака. Може би пак нешто и се менува. Новите директори изгледа дека се воодушевени од епското дело на Душан Ковачевиќ, штом се реферира дека компанијата која предводат, Охридските гробишта, нема да го трчаат последниот круг. Јас сакам моето предпријатие да го видам спремно, во кондиција за 42 км 127 метри. Со тоа сакам да кажам, сакаме да трчаме маратон. И на крајот, кога планетата за некого е толку мала, па најасно објаснува што значи сестра. Тоа означува полумајка е сестрата на сите браќа во свет. И Европа може така да кажем. Тоа е. Најголема во светот, на второ место во Европа. Веројатно може и така.